Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме на нашето место за да ве расположиме сите вас, а гледајќи ве расположени и ние веќе во наредната емисија сме уште порасположени. Поздрав до сите нашинци ширум светот, сите оние кои што ја гледаат оваа емисија, најмногу за нашите во Македонија. И денеска ќе имаме убав рецепт, ки ни го прави една наша драга пријателка и гостинка, која што ќе ви ја поканам малку за една минутка. И верувајте ме, кога ги видов сите овие намирници, едва и чекам овој производ да биде готов за да го вкусам, бидејќи во него нема ниту маргарини, ниту путери и можам слободно, Драгче, едно парче да си касне. Ете така, ајде да си ги поздравиме нашите пријатели од ПК-Беско, да ги поздравиме и на вас да ви кажеме сите оние кои што сакате да одберете убав производ, квалитетен производ, одберете ги ПК-Беско, нема да погрешите затоа што сите производи се умеснати, било кое парче да го земете, навистина се со посебен вкус. Ете, поздрав до нашите пријатели од ПК-Беско. И реков, едва и чекам да си ја поканам мојата драга пријателка, ми доаѓа од Прилеп, чудо од жена. Јас не знам што прави. Минута да се немало одмор, постојано нешто е во трчање, постојано е во работа и чуда прави. Едноставно ќе видите сами во текот на емисијата, за да не ви откривам се, ќе погледнете и вие ќе се зачудите за една таква убава и млада дама, а работи се навистина безпрекорно и убаво. Мојата драга Ане, така се јавелам јас, Анета Стојановска од Прилеп. Добре ми дојде. Како си ми убава, светкава, добре ми дојде. Соодветно на празниците. Прекрасно ми изгледаш, повели од оваа страна. Прво ќе кажам, многу се радувам затоа што си заедно со мене. Второ се радувам што јас денеска ќе асистирам. Само да подавам нешто. Ќе ме одмориш денеска, малку ќе ме одмориш. А патуваше лесно од Прилеп до тука? Лесно, без проблем, навикната си. Да. Па ти, јас како да речам, ранобудец си и не си, затоа што ти постојано работиш и ден и ноќ работиш. Ден и ноќ. И дента и попладнето ти се исти. Денеска одлучи да ни направиш посебни палачинки. Така, постни палачинки со постно сие составо постен, суво овошје, свежо замрзнато. Така. Може да се употреби секој дома што има. Мислам, многу едноставно, што брзо и имаме лесно. во С оглед на фрижидер. тоа дека јас немам време, морам вака. Вака, да. Но, ето, мамат овие производи, можеш да започнеш и јас ќе те запрашувам за твојата организираност во работењето. Бидејќи не само што треба да спремаш дома јадење, една од занајдите кои што ти ги работиш, а јас многу ги сакам, тоа е работењето со срма. Производи со срма. Толку многу убаво ги правиш што навистина се феноменални. Благодарам на комплимента. Како успеваш како се вика, секој зрнце, секој конец да биде толку елегантно и убаво наместен, без да има размачкување и да биде сето тоа споено онака како што треба. Па уште на самиот почеток, кога некој сака има желба да почне, веќе се познава на првите уште 2-3 слики дали го бидува или не. Јас велам, тоа се вели дека умот му е здрав и раците му работат. Не знам, баш треба и концентрација, и дарба, и смисла да се осмисли сам, да го прииначи цртежот скроз на друга страна, да се насочи. И да биде сето тоа така убаво наместено. Еве, Бубе ќе ни даде дел од она што се ти ставаш на палачинката, но потоа ќе сврти малку камерата на нашата сталажа да ги видат тие убави производи, а потоа ќе видиме и фотографии. Суво овошје, смокви, урми, сецкани се, суво грозје, брусница и мед малку колку за да залепи. Сега вториот ред, одиме например со сладко од... Сега го променуваш, не мед, ова е сладко, така? Да. Сладко може джем да се употреби што и да имате дома. Може и со цели вишни, може и со мелени.
Значи, кој со што си милува? Да, да биде претежно вака црвено, да речеме, бело, кој што си милува. Да има повеќе бои, кој ќе си сечи тортата, да, и вкусови. Здрава е, посна, али и прилично калорична. Прилично калорична, како тоа убаво го кажа. Ке ти додадам хартија. Морам и да те пофалам, бидејќи од неодамна ти и ова го работиш. Производство на хартија. Да, тоа е мој најнов проект. И мислам дека ќе биде сите потрошувачи презадоволни, затоа што за само 30 собрани кесички ќе следува подарок. Еве ова големина, 4 формат, филигран изработка и то по ваша желба, дали икона, дали пеперутка, цвет. Кој што милува. Значи секој оно што ќе ги троши овие производи од хартија. Ани производите за 30 собрани паковки, ќе му следува се едно дали ќе биде салфети, брисачи, тоалет, хартија. Колеги, од денеска собираме. Собираме. И добивате подарок по своја желба. Од денеска собираме ани производи кои што на нас не се потребни. Еве и ќе си добиеме убав подарок. Јас сум човек кој верува во мојот народ дека е прилично паметен, па че секогаш ќе си купува производ со подарок наместо производ кај што нема подарок. Така да не се сомневам во мојот нов проект. Тоа значи дека ти воопшто не штедиш и во љубовта и во добрината. Ја даруваш преку подароците. Сите позната сум по тоа што сакам многу да подарувам, да донирам и на луѓе, помагам и на животинки. И решив сега да ги спам убавото и корисното и практичното, сето заедно во едно. И мислам дека ќе биде успешно. Почнувам после новогодишните празници кон крај на јануари. Со новиот така наречен проект или бизнис, бидејќи кај тебе ништо не е чудо, да утре можеш да смислиш и нешто ново. Да, веќе имам нареден 3-годишен план и после ова кој ќе заврши подржувањето. Затоа што кај тебе ништо не е постојано може да се дополнува, ете така. До карактерот на човекот. Така. Тој што не може да седи мирен, не може. Не може да биде мирен. Ти треба ли нешто? А друго? Добро. Од овие смрзнати ве сака? Да, смрзнати малини и капини. Пожелно е да се малку поодмрзнати. Не знаевме, ама ќе ги оставивме да се одмрзнат уште од рано наутро. Не те запрашав. Обично јас сум прашувалкото постои еден пат. Ова за ова. Нема проблем, самите ќе се пушта. Так. Браво. Одлично. Капинките колку убаво изгледаат. И вака. Украсни. Браво, Ане. Што најмногу те радува кога работиш, еве, кога зборуваме за производите од срма и циркони, се внесуваш внатре, што најмногу те радува кога работиш? Она што ќе ти нарачаат или она што ти во тебе го чувствуваш? Јас имам таа среќа што многу, например, луѓето ми дава доверба. Ако посакам да извам нов модел, да речиме, на Богородица, на Исус или било која друга икона или пеперутка или цвет, му велам, ајде малку да смениме не само ова. Добро. И немам никаков проблем. Фала му на Бога 9 години. Ајде ми вика напри нешто по твое, само жалбата може да биде на сребрено, повеќе на златно, зависи како му одговара. Но ликот си останува постојан кога работиме, нели, кога се работи за светите икони. Да, кој го сака. Така. Секој си сака различно, тоа го испоштувам. А оние моите исто така умилени пеперутки во сите моменти. Да, во лед, без лед, уште да почнуваат. Пеперутките генерално може секакви да бидат со различни камчина. Така, интересни и убави, навистина. Ете како брзо ти работат рацете. Морам така, немам воопшто време, јас во преку дено никакво, така да морам вака. Инаку сум се докажала дека знам се да правам, многу ми беше интересно кога вика Драгче, нема време да барам работници, започнав прва на машината да ја правам хартијата, да ја сечам, да ја пакувам. Нема време, вика, да барам работници. Ако човек сам не види што ќе излезе од сопствениот производ, мислам. Нема време. А таа што е нетрпелива да види дали може и не ни чекаше да има вработени. Сега малку на јагоди ќе преминиме, да имаме повеќе вкусови. Добро. Леле. Како ова убаво се лизга, да помогнам да не ни падне врз танирчето. Ќе ги притисниме после. Ајде така. Леле. Ова ќе сакаат да го прават сите домаќинки.
Па и за празници, онака гости да ви се најавам. Ма и за нас брзо, лесто, едноставно, да, и за нас. Да. Кога имаме деца и внучиња, сите сакаат вкусни, нели, па палачинките се познати, а вака па торта палачинка уште по-убаво. Бидејќи јас не јадам маргарини, ниту путери, нити тие работи што некои се опасни за мене, за мојот организам, за следната година, ако даде Господ да сум здрава и жива, ќе си ја правам за роден ден ова. Што можам да ја пробам самата. И може и со свежа овоше сецкано. Ете така. Да биде интересно. Викам, ајде сите дуваат свекички, а јас торта не смеам да пробам. Ете. А јас сум човек што живее само од благо, па така ми паѓа вака разновидни идеи за брзи благој. Така. Ама имаш убава линија, тоа ете не значи дека... За чудо не се познава. Па на толку работа и на толку трчање, благото го снемува во тебе. Најверојатно. Така. Ајде пофали ни се за нешто плюс. Па да се пофалам, сега успеав да ги направам нарачките дури до водици што беа сите, од желба да го почнем што побрзо новиот проект. Така. И сега сум максимално насочена кон тоа. Да се промовира, да се спонзорира, се што треба. Така. И верувам дека секаде успеваш да стигнеш? Па да, со оглед на тоа че ова ми е трет бизнис. Поред. Зато реков имаш ти многу идеи. Да, трет бизнис. Не се со тебе знаеш што и како ќе се. Не се сомневам дека ќе биде тука успешно. Така. Пошто сакам да подарувам, и ќе му подарувам многу на мојот народ за поддршката што ќе ми ја дај за новите мои производи. Така. И тоа е тоа. Адиме со следниот ред, малку да притисниме да добијаме така рамнина. А не, и јас реков ќе ти бидам чиракам, а за оваа твојава хартија ќе ти бидам ова само шефица. За помагање, за пакување. Шефица. Ама за филиграните ти ми рече за пролети, а сакам чирак добар да бидам. Еве јавно, ветувам. Да. Кој што ги правиш ти преубави. Ете така. Сега оди овошјето. Па за да биде пошарена, може и по желба. Некој си има дома сладко од кајси, од цреши, од гроздие, од што сака. Нели домашно, да. Што си сака, да. Вака изгледа преубаво, сите веќе ни ги мами. А како се вика, устата веќе е бара. Одлично изгледа. Така, браво за тебе. А веќе на топлото почнуваат да се лепат. Инаку, морам да кажам дека Анета наша, или Ане, бидејќи јас така си ја викам, ги пржеше дома. Палачинките... Овде немаме во интерес на времето. Ги донесе испржени од дома. Пошто треба од прилика 15-20, зависи колку сакате да е висока, да речам, тортата наредена. Викам, Ане, јас не можам да стојам на тавче, ти прави како знаеш и умееш и таа вели без гајле. А Бога ми знае добро да се загреши баш кога не треба, да се запечи и така да. Точно. Точно, како велиме, кога најсакаш да биде убаво, може да се погреши. Добро. По тебе ти одат рацете, немаш ти никаков проблем. Сега ќе ти дадам задача за да гледаш и во мониторот, бидејќи ќе ги покажеме твоите производи, фотографии, кои што ти ги работиш и можеш нешто и да коментираш. Ама едното око таму, едното овде. Нема проблем. Така, ајде да погледнеме што Ане работи кога е дома смирена, подготвена или пак кога брза да биде сето тоа по нарачка направено од клиентите што ја сакаат. Сигурно ќе ни режијата ќе ни ги подготви фотографиите. Среќна сум што ги имам низ цела Македонија и надвор од Македонија. А најголем момент е... Меѓу нив стекнав и пријатели неверојатни, морам да кажам, да ги поздравам сите. Одлично. Па ние така станавме и пријателки, поради овие прекрасни производи.
кога јас се заљубив во нив. Еве, Ане, тебе, ти си веќе на монитор. А ова е од колекцијата, имав соработка во Германија и Австрија со пријатели и тие таму си ги изнесуваа, јас му ги работев. Затоа си вака од прилика, горе-долу представени, сликани. Затоа си ти обколена со твоите производи. Така, одлично. Па да имам еден спомен. Одлично, браво. Еве имаме веќе Богородица во сино. Не е во сино. Ова е чисто сребрена, комплетен пораб. Да, од сјајот, од стаклото може. Од стаклото. Ова е Свети Лука. Претежно се големи димензии сите. Овие. Ги работиш исклучително со срма и циркончиња, така? Да. Кажи ми, лесно ли се наоѓаат овде ете материјали или патуваш, бараш и материјали? Па нешто имаме и овде, нешто немаме. Се порачува и така. Добро. Ете пак повторно. Ова има и соработка со фирми. Омилените мои со пеперутки. Со фирми да биде исти за сите вработени. Така, кога прославуваат пензионерски денови. Ова фотографија е од изложбата во Англија. Имав изложба во Англија. Па со еден дел успеав за спомен да си направам исто слика. Работиш ли цвеќиња, Ане? Се. Буквално се што може да се замисли. Се што може да се направи. До животни, до растенија. Ова е прекрасно нешто. Многу убава, преубава. Дамата. Дамата во црвено. Значи буквално се што може еден човек да замисли, не е можно да не се оствари. 3D иконите изгледа скроз вака, како ние што сме облечени, значи не се рамни. Да, не се рамни. Убаво, преубаво. Многу. Дури ги работам, си се заборавам и сад колку е. Тоа значи грижите те си ги оставаш пред врата, на влезна врата, и си работиш дома со мерак. Еве повторно Богородица, ја гледаме, убава. А овие се икони, има огромен број што се ставени по многу цркви. Така, многу. На централно место за целивање или се даени за здравје од некој. И тоа ми е особено мило. Преубава. Ова е комплетна чипка, значи ги работам исклучиво јас, комплетно се чипка облеките. Молитвата на Исус. Да, молитвата на Исус со Светото писмо. Фантазија. Тањата вечер обично е голема, па не знам како да ја прикажам, па јас онака се трудам на екранот, телевизорот, некако да видат. се покажува и повторно не може да се види колку се големи. Ова покровите Богородица во црква. Оти како што се знаеме ние да ги фотографираме, изгледа сите како да се многу мали, а во суштина се големи. Така. Многу убаво, преубаво. Јас ги бирав фотографиите, па не знам дали ти се допадна мојот избор што ги одбрав јас. И сама не знаев што да одберам во јадници фотографии, да беше премногу и зафатена, а јас велам, ајде, јас ќе ти одберам, мислам дека ќе одберам убави. Невозможна мисија во јадници да се одбера 10. Така, одлично. И сега одма следува прашањето зошто не е моето, зошто не е моето. Така де, затоа јас одбрав, јас ги одбрав за да не биде вината на тебе. Така, јас ги одбирав затоа што ти немаше ниту време, а те и од други причини, па да кажа зошто не мојата икона или мојата пеперутка или така мојот избор. Па ја зафатена претежни со новиот проект и документација. Па и јас искрено не знаев што да одберам, бидејќи се беше убаво. Се беше убаво. Ете така, се токму навистина убаво. Ете така. Па и не мораше, може би сите, ако не мораш сите да ги ставаш. Не мораме сите. Да ја затвориш. Само мора да се притисне малку, малку да добијаме порамнување. Ете така, одлично. Капинките. Немам баш желба да биде растурено. Малку да се... Твојата хартија, твојот производ да си го пофалиш, дали ти е, дали успешно бришан или ете така. Добро, сега на крајот може да завршиме со течното чоколадо, сакаше да биде чоколадна, па снежна, имаше ти многу... Чи биде снежна и чоколадна? Многу имаше посебни марифети. Јас дома, например, си имам фантазија, че си ја направам и одоколу капинки, че си ја наредам. Ако направија и овде, да ни личи. Можем овие да ги повлечам, нели, да не ти пречат. Ете така. А смрзнатите ти требаат за украс? Само малку за украсување. Добро.
малку кокос, може, а и не мора, може и орев да биде, само сега дозволува празниците малку вака. Па можеш и од ова, промешај го, ајде. Дозволува празниците малку да снег да си клаиме. Ајде да ми се радуваат децата тука. Децата, оревчиња, кокосче, брусница. Да каже, најважно е на крај да каже дали е добро. Да. Можеме да го направиме. Можеме, но не пие Ане чај, инаку веднаш ки сваревме чај, колегите ми вела Драгче направи чај, ама Ане вика пијам само вода, јадам многу благо. Само вода и благо. Вода и благо. Се гледа по приложено дека само благо јадам. Да, одлично, браво. Сега малку јатки. Ајде и додадам уште малку снежно да биде. Ајде и јас може, да се умешам да. како асистент. Да се, Па да, појче луѓе поубаво. Ајде, така да биде уште поснеж. Немаме снега, но може ќе го предизвикаме јас и ти. Обожавам снег, значи може ној. Така, одлично. Да. Добро. Сега кога си работиш така, ти си викаш, леле, какви идеи. После кога ќе си ја гледаш репризата дома, ќе рече, абе, можев и поинаку да ја направам. Јас? Нели, бидејќи ти постојано си правиш нови идеи. Јас веќе одамно сум докажана за аранжирање, за готвење, сега поиќе немам желба, само освен вака нешто брзо, ако е инаку немам време поиќе за многу забава. Така, нели. Ова изгледа перфектно. Така, браво, коле. Ова со се тањер се јаде, морам да кажам. Со се тањер. Вака како што го украсува и го дотерува убаво и вкусни производи се ставија. Па и најубаво да е направено, ако не е украсено, не знам, баш не ми влечи око. Нели, некако окото мами сето тоа. Да проверам јас, бидејќи морам да ти направам контрола на квалитет на хартијата. Дали бриша црвена боја? Дали бриши, бриши црвена контрола боја, на квалитет. контрола извршена. Контрола извршена. А вниманието беше најмногу посветено на да биде нежна хартијата, 100% целулоза. Така. Одбегнував парфеми, не сакајќи на никој да му кога зборувавме, кога ти кажав да одбегнуваш, затоа што навистина и самата го знаеше тоа дека предизвикуваат алергии. Ги повлекуваме тањерчињата, а јас го барам рецептот на денот, за да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Торта од палачинки, 20 палачинки, 200 грама ореви, 100 грама мед, 200 грама течно чоколадо, 100 грама джем од цели вишни, 100 грама джем од цели јагоди, 100 грама смрзнати капини, 100 грама смрзнати малини, 200 грама суво грозје, 100 грама урми, 100 грама смокви и 100 грама кокос. Цело четиво, а не, ова ми беше цело четиво да го прочитам овој рецепт. Но ти рече може да се направи со што имате, секој што има дома, што сака да си јади. Ние сакавме овде да изгледаме малку поукрасни, помодерни, од прилика го направив јас што јадам, али секој може да си ставиш што има дома и што повкус. Заборавив ли нешто да те прашам? Или имаше ти да кажеш пред нашите гледачи, освен да ти сакам само да ги поздравам сите. Така. Посебно сите тие што досега ми пружиле доверба низ животот, што ме поддржувале во се што работам, и сите наредни што ќе ме поддржува сега након новиот проект, а јас знам многу добро да за возврат на довербата да подарам нешто. Така. А јас те бакнувам бидејќи ми беше прекрасна. Така, прекрасна. Благодарам јас на поканата. Добиваш подарок од нашите пријатели од ПК Беско. Ете дома, кога немаш време за ручек, редам палачинка со ПК Беско. А веднаш солено, нели? Да, солен производ. Тука сме на самиот крај, драги наши пријатели на нашата емисија Гответе со Драгче. Ова убава торта ни ја направи Анета Стојановска од Прилеп, нашата вредна и чудо од жена, така си ја нареков јас. Ве сакам, ве поздравувам и се гледаме. Довидување.